Продолжуваме со серијалот на емисија, односно утринска програма Нов дел. Денеска имаме еден интересен соговорник. Се надам дека ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи тој има да каже многу интересни работи од својот бурен живот. А ваш гостин денеска е познатиот актер од нашиот град, господинот Горан Илич. Господин Илич, добар ден, како сте? Добар ден, благодарам на љубезната покана да бидам дел од оваа ваша емисија. Па релативно добро, релативно. Здравието добро. Релативно. Еве одека гледаме на маса, вообичаено еден куп фотографии. Откако јас ги правам овие емисии, ова е своевиден рекорд некој да донесе волку фотографии на маса, а тука има барем уште 5000. Добро ли? Па не баш толку, ама има доста. После ќе го отвориме овој куфер, нема пари внатре, има фотографии. А може да има и пари, треба да... Не знам тоа, жена ми да не ме изненадила нешто. Може би тука ги крие парите. Сега бака да почнеме од почеток. Еден мал портрет за Горан Илич од какво семејство потекнувате. Еве ние ќе прикажеме фотографија на вашиот татко и мајка. Па тоа е најверојатно од денот на нивната венчавка, некаде 58 година, септември 20, и ги тогаш ја прават свадбата. Како што гледате и двајца да се многу убави, бидејќи тогаш многу било популарно тоа ретуширање. Шега, и без тоа тие беа лични луѓе. Татко ми е починат веќе 4 години и нешто, а мајка ми е се уште жива, има 84 години и живее тука во Куманово. Што тие работеа? Татко ми има завршено средно дуванско училиште, така се викала, во Ниш, бидејќи тој бил од познато партизанско семејство, тогаш тие имале големи привилегии и можеле да учат, нели, по интернати, да бидат сместени, и после завршување на тоа училиште оди во војска, после војската се вработува во 11 октомври шавни цеви, ама тоа траело многу кратко и некаде 40 години работи во тутунски комбинат во Монопол, во Куманово, популарниот Монопол. А мајка ми имала неколку обиди за запишување. Таа има основно училиште, првите 4 години ги има завршено во бугарско училиште, бидејќи тогаш биле тие тука на власт. После тоа неколку обиди имала да оди некаде средно училиште, требала да оди за бабица во Битола, но имала 5 браќа, ни една сестра, тие биле многу љубоморни и ја вратиле нормално. Останала домаќинка. Одиме понатаму, ова се вашите првични фотографии од вашето најрано детство. Овдека Горан Илич покажува некаков афинитет према глумата. Да, тука ова е карактеристична поза за тие години, веќе сите кога не слика, тогаш еве со една рака треба да се држиш за едно гранче. И така тоа беше многу уобичаена поза за сликање. Каде е оваа фотографија? Оваа фотографија е некаде кај училиштето Толи Зордомис на улица Милан Лисица. Таму сме живееле под кирија. Кај еве сега овие години, последниве години, неколку години беше градоначалник на општина Старо Нагоричина кај Милован Стојковски, тоест кај неговите родители. И таму со Мане, популарниот Мане, ги имаме поминато првите години. Нашето формирање како личности е заедничко. Од тогаш се и познатите анегдоти со тетка Ливанта, кога доајде од море Ливанта, донесе 10 литра морска вода, ние појма немавме што е тоа. И сите деца бевме на некој начин принудени да правиме гаргара сабајле во 5 пред да изгрее сонцето. Бидејќи тоа било начин за лекување, нели? 2 мај 1960 година. 60 кој? 60-та. Те видиш, тој малиот Плав Хрушчов, тоа сум јас. Кој Хрушчов? Никита Хрушчов. Никита Хрушчов. Тој беше така бел и таква тркалезна глава како мојата. Значи, ова беше вообичаено тие години да и било, стари. Бидејќи сум многу мал, луѓето да одат на кисела вода, за жал, веќе нема кебиња, нема крошни со пива, со скари, со ова. Сега некако народот повеќе
е свртен кон себе и кон таа себичност и индивидуална забава, би кажал. Тие години на тоа заедништво, на дружење, на... Кои се овие луѓе на фотографии? Па, од прилика, мислам дека ова малава е супругата на Аце Руксевски и незините родители. Так. Тоа е Цуна, нели, популарната. А ова најлево татко ми и мајка ми, тие неверојатно. Еве, кумановци кажуваат и ден денеска дека во Кумановска бања имало многу народ, дружење, веселби, забава. Да, тоа навистина беше многу интересна работа. Се сеќавам дека тоа време па половина од моето одделение родители ги водеа децата со велосипеди, па на велосипедите имаше накитано крошни со јадење, со скари, со пиво. Таму сум пробал и прво пиво. Сега, ова е исто така еден златен период во вашиот живот, фотографии од незаборавните спомени од основното училиште. Еве одека ќе покажам направи потписи од сите ученици. Да. Па ќе ја свртиме сликата од предната страна. Убав спомен, илустрација на вистински начин. Да, Вадимковска веки. Сега може да ги прокоментираме Горане кои се овие луѓе тука прилike. Најпрвен вашата учителка. Тоа е нашата класна раководителка. Инаку јас до 8 деление, од 5 до 8 учев во Браќа Милодиновци и таму класна раководител ми беше Душица Максимовска. И таа после, откако отидовме во гимназија, поголемиот дел од ова одделение, исто ни стана и таму класна. Бидејќи некако не водеше скоро 8 години, мислам. Тука... Препознавате ли некои луѓе одека? Најдоле, најлево, тоа е Бранко Стојановски, значи тој играше одбојка за Куманов, Бране. Бране, да, на Јоцо Ровач, Маче, така. Маче. Тоа до него е Ивица Мишиć, тој е некој ветеринар, не отиде некаде. Ова до него е покојниот Драгослав Ковачевски. Па Маријан Караникиќ, Миланчо Добровски, Водомат сега има фирма некоја. До него е Чуке, популарниот кошаркар од тоа време, па Боди Буцко, мојот другар, и Радој Михајловиќ, мислам дека беше. Горниот ред од десно на лево, Лилјана Димитриевска, Славица Стојановска, Младена Величковска, Весна Димковска, Весна Спасиќ, Сонја Јовановска, Сладјана Гелевска. Над неја Радица Насковска, Емилија Стојковска, се Лидија Петровска, овие веќе и не се во Кумано, Емилија мислам во Скопје, некој хирург, Лидија во Германија, Лидија Петровска, таа е економист, до неја Лидија Ивановска, таа е тука, па Душица, починатата која е пред месец дена, мислам дека почина. Да. Пред 50 дена, ајде. Да ја споменеме како одличен педагог. Да, таа беше навистина злато. До неја десно е Јелена Мургојќ, исто почината, па Каролина Ристовска, исто таа е како се наредиле сите починати. Па Јасмина Илиевска и Јасмина Ивановска. Горе е Колјо, мислам, Никола Јосифовски, па тој се вика Ласте Марковиќ беше, па Горан Илиќ, па Свето Цветковски, тој исто во Скопје, некој професор на технолошки, па Ненад Георгиевски, фудбалерот. Да. Па до него, кој е тоа, не можам да се... Па Драган Спасовски, папа, мапа с папа с компјутери, и овој најлево, најгоре тоа е Виктор Манев, Виктор Маркети, што беше познатиот. Еве, ова е таа ваша незаборавна генерација. Како беше во училиштето кога бевте во Браќа Милодиновци? Па тогаш ние главно ние го сочинувавме тој костур на кошаркарскиот тим. Ако најдеме некоја слика да ви покажам после, овој хаос кој може да се снајде. И бевме доста популарни. Ние тоа одделение, мислам дека бевме лидери не само во нашето училиште, туку во градот воопшто. Бевме доста популарни, игравме кошарка, игравме и за Куманово, мислам таму која пионерска подмладок, поема нема. Да, Никола Ивановски Колјо, потоа Бране Стојановски, па Чуки што го нарековте, тоа се биле подоцна врвни кошаркари. Да. Играа во општинска лига, односно во тие лига на превари на Куманово, така наречена општинска лига, па некои игра во Куманово, тренира. Да, овие од гимназија поготово еве да ги прокоментираме и нив. Исто, мислам Душица е тука, не? Да.
Да, таа беше, да, Душица. Убава фотографија пред гимназија. Тука, па да, Свето Цветковски, Боди, Маријан, вашиот колега, тој е фотограф и камерман, па Зоран Јосифовски, тој исто, Видра, починат е, па јас сум тука, па Бане Јовановски, кошаркарот. Најгоре, најлево е Тони Симоновски, исто кошаркар. Сега во Козјак. Да, тој работи во Козјак. Кој играше тука Козјак? Колјо, да, Никола. И така, овие се фудбалери. Овие беа, овој доле лево, Маријан Крстевски, тој играше исто многу добро. Овде во гимназија направивме исто две екипи фудбалски и ова е, мислам, втора година, ако не се лажам, кога бевме, и ги победувавме сите во гимназија на тие турнири, по тоа на класот на бившиот градоначалник Циц. Тие беа многу љубоморни, скоро сите тренира во Куманово, ние редовно ги плескавме на тој мал фудбал таму, и двете екипи наши тука. Поготово кога правевме репрезентација од фудбал, зборувам, на мал фудбал, навистина бевме многу добри тогаш. Да, и во тоа време Куманово имаше многу таленти во кошарка, Зорани, Сашо Соларски, имаше плејада врвни играчи. Со мене има играно Страшко Тодороvić. Мислам, ние сме генерација и така. Ова е иста фотографија, веројатно? Да, таа е исто 8 оделение, мислам, исто тој класот. Мислам дека ова, ако не се лажам, е професорот Трајче по македонски. Да, Трајче Лазарев. За жал сега починат. Да, во 8 оделение тој исто дојде на местото на Душица, која отиде тогаш во гимназија, таа не пречека па се во гимназија. Еден вака необичен човек со хумор и забавен професор, би рекол така. Доста блага душа, таков интересен. Знаеше многу да ни попушта, да ни гледа низ прсти. Сега, ајде да прокоментираме оваа фотографија, ова доста постара, 55 година колку што. Тоа татко ми. Боем. Да, тој на Раде Шербеџије му имам покажано оваа слика. Имам некои фотографии од Раде Шербеџије кога бил исто на таа 20 годишна возраст, многу потсеќаат едни на други. И некој татко ми имаше смисол. Како стил на облекување сакашете? Тој беше, види, кога дошол од Ниш, тој вика тоа било престижно, вика имав 3 пара сомотски панталони, капут громби, шешир, куфер од војска и спортски точак Алпес. Значи, што овие браќа Петровски после доаѓа да го земат, не знам дали им го дадов како заврши тоа. И радио Никола Тесла, нормално тоа било цело богатство. Многу сакаше да се облекува. После неговата смрт ги однесов скоро сите негови работи во Канал 5 и во театар поделив, пошто имаше многу дела, многу кошули, многу така. Беше послаб од мене, повисок. Так. Не ми се фаќа мене. Одиме понатаму. Тоа е исто од гимназија, фотографија. Ова убава фотографија. Да, тука сме исто со Душица. Исто скоро исти луѓе, Розита Трендафиловска во втор ред десно и Бети по прв ред. Значи тие двете играа со мене во театар. Фактички тие ме наговорија да почнам да играм во театар, бидејќи тие веќе некој месец беа пред мене, а моите почетоци во театар се доста порано. Имав еден неуспешен обид на моја 7-8 година да играм во некои представи, ама се разболев и така настапуваше еден мој братучет во Печалгари, Вилим Варџицки, од семејството Варџицки, ние сме роднини со нив. Ова фотографија прва година 75-та година. 75-та? Да, пишува позади. Виш колку сме убави. Па да, и ѓаволот е убав на 16 години, напрот. Така. Сега малку да ја прокоментираме и оваа фотографија. Тоа се мои славни фотографии. Интересни моменти. Ова би сакал да се види фино. Татко ми беше конзуларен представник во Калкута и како што гледате овде имаме шега. Ова е мултиетничка фотографија. Јас до 4-то оделение учев во Бајрам Шабани. Значи тогаш имаше 3 паралелки македонска настава и 3 паралелки албанска настава. Значи таму се учеше до 4-то оделение. Ние што бевме во близина на школото, таму учевме. Таму ова е учителката Трендафилка Хаджи Поповска.
Значи од семејството Хаджи Попови, кои се исто познати, старо кумановско семејство. Жива ли е таа? Не, одамна е почината. За жал. Инаку многу интересна жена беше, многу духовита, вицкаста и така. Дали знаете некој од нова фотографија, некој да ги споменете? Сега ви кажал... Ако се сеќавате. Тука некаде во втор ред, Драгиша Аризановиќ, тој е на познатиот доктор Урош. Тој за жал и ова дете е починато. Тој беше на доктор Урош, оне што месеше раце нозе по Куманово. Тој беше познат. А горе Виолета, одма под учителката од лево, таа работи во Елида, сега во центар тука до кино Козјак. И таа исто доста ми помога околу избор на роба стока која треба да ја купам од Елида. И така, овие други, да, некои ги знам, некои сум ги заборавил така. Добро. Ова? Па тоа е исто од Калкута, исто е во Байрам Шавани. Само ова друга учителка? Не, истото таа беше. Таа беше, види, таа личи на англичанка, на англиска учителка, така да ова шега моја околу Калкута стално ми поминува. Овој до мене лево е Трајче Митевски. Не знам дали е жив. А десно Рамадановиќ Дрита. Значи, таа беше многу интересна ученичка, живееше точно на Ортабунар. Тука знаете тоа. Да, Ортабунар. Значи централен бунар во Куманово. Сите во тоа време сте се облекувале горе-доле еднообразно. Па тоа беше, мислам. Интересен стил. Па да, чекавме Великден да не облечат убаво. Или некој братуче да ти даде некоја мајца. Овде мислам дека сум во моја оригинална гардероба. Тоа е. Добро. Уште ова фотографија. Ова е исто некаде... Ова е Горан Илич, затринат во зимска гардероба. Да, тука. Ме стопмиле за сликање и тоа е тоа. Имам еден сериозен поглед тука, полуплачлив. Не знам, не радо сум се сликал. Добро. Овие се веќе од гимназија, вака. Да ги прокоментираме овие луѓе кои се на фотографија. Овие исто учеа со мене во гимназија, бидејќи јас една година паузирав. Тогаш почнав да се бавам со театар. И негде трета година, незавршен уште, на фестивал во аматерскиот фестивал во Кочани, Вукан Диневски, кој беше познат професор од Академија од Скопје, ми понуди со 2 години завршена гимназија да отидам на факултет. На мене и на Розита Трендафиловска. Значи игравме во иста представа. И јас реков, добро, одам, дома им кажав, викам вака, ја прекинувам со ова училиште, мене ми е досадно во гимназија, идам на факултет. Ти дадо ли твоите родители подршка да одиш по твојот пат? Каква подршка, човече? Отпор имаш, ја? Отпор, мајка ми почна да плаче, отиде, не знам, кај некои жени да ми баја таму црна магија да растура тоа. Татко ми, после кога, да, значи таа година не идев, до март месец идев трета година гимназија и после само една единица имав на крај. Физика. И Кај професор Кукац? Не, Ѓоко Цветковски. Значи мој пријател, така. После морав да ја полагам таму во јануари и таа година идев во естетска лабораторија на факултетот Кирил Методи. Таму познатите Старделов, Темков, Владо Милчин држа предавање за филозофија и театар. И мене ми беше досадно нормално во гимназија. Има веќе 3 години, а мајка ми не ме пушти да идам на факултет и татко ми исто. После кога другата година отидов да учам со ова втора генерација, со нив фактички имам завршено гимназија. Еве го најлево Ерик Тушевски, па ја, па Мими Краљевски од Козјак исто директор, па Јон Ивановски, овој амбасадор беше во Париз и во Њујорк нешто беше, што УНИЦЕФ ли, не знам. А овој доле Васе Клековски. И така, и ова исто интересна, ова беше многу јака генерација, фино и со нив се дружам и ден денеска, така да имам добри спомени и со нив. Пишете ни ги вашите први чекори кога стапивте на факултетот за драмски уметности. Па вака, прво, моето идење на факултет
Кој ви беше ментор? Да, Љубише Гергиевски беше професорот кој ме зема во неговата класа. И кога дојдов дома, дома и јас радосен, не знам, на сите на улица им кажа, ме примија на академија. Тоа беше најсвечен ден, најголем ден во мојот живот до тогаш. И татко ми слушна на академија, а тој цело време мислел дека едам на војна академија. И без да му докажам, отиде го грабна шишето и веселба веќе. И кога видов дека веќе е поднапиен, беше касно да му кажам дека отидов на глумачка академија, така да 3 дена го држеше тоа пијанство од радост. А кога разбра дека сум примен на глумачка академија, 7 дена беше пијан од мак. Тоа беше. Ова една представа, додека студирав, дојдов во Куманово, работев в представата Строга контрола со режисерот трети со научари, тоа е Владо Цветановски. А ова екипа актерска, значи Митко Апостоловски до мене, Драгише Димитриевски Шипе, мој другар, а горе е Јоцо Поповски, па Владо Денчов, Нада Христова, Кица Ивковска до Владо и Илија Стромениковски дојде. Инаку Илија Стромениковски тогаш не беше член на Кумановски театар. 3 пати го испраќавме во Битола, 3 пати сат му дававме да го испратиме и 3 пати се враќаш. И не ни ги врати часовниците. И му гравиравме од позади со среќа, се врати во Куманово. Куманово има една магиска моќ, една мазохистичка, би кажал. Сите ние многу пати сме биле изнервирани и разочарани од Куманово, ама еве, постојано сме во љубов со него. Ова е Горанич како руски козак. Не, тоа е представата Волшебникот од Оз. Го играв Лавот, или Лавчето. Значи, во оваа представа имам играно 104 пати ова улога во 3 различни екипи тука во Куманово, бидејќи екипите се менува, јас и Шипе останувавме постојано. И сега во најновата верзија од Волшебникот од Оз, која исто ја одигравме на 20 и кусур пати, го играв Волшебникот. Значи, таа представа ми е рекордна со 125-6 изведби, не знам точно. Така. Значи, детска представа, многу забавна, многу интересна и така. Да не губиме време, одиме понатаму. Ова е фотографија Горан Илич во улога на каратист. Не, тоа сум сликан во Сплит. По кој повод? Па повод, мислам дека на екскурзија сме биле тогаш. Ова некои рипчиња тука фативме и така. Младост, лудост, нели? Еве ден денеска тие екскурзии остануваат како убав спомен, генерации и генерации раскажуваат. Екскурзија низ поранешна Југославија било незаборавно доживување. Да, тоа беше навистина голема работа. Тогаш во автобусите ги уведоа оние микрофони и јас, например, сум зачетник на стендап комеди во Македонија, ама до пред некоја година не знам дека сум бил стендап комичар, затоа што тоа тука најмногу го промовираше Сашо Коцев. Јас сум правам, што се види, тоа не било важно. Види, а тоа уствари било стендап комедија, мај не сум знаел. Да. Ова е слика од Москва. Тука бевме на една екскурзија исто. Која година е? Тоа беше 88 година, мислам. Тука има некои кумановци, Боди Буцко е до мене, па Моме Пајо и треба тука некаде да е Томе Грицко. Да, Томе Грицко е доле втор од лево кон десно. Тоа беше ова збирна тура од Југославија, ја правеа од скоро сите републики, еве нема од Македонија четворици, па има четворица. Имаше од Хрватска, од Србија најмногу, од Црна Гора и од Словенија до тројца. И тоа беше исто интересно, бидејќи тоа беше како научна некоја екскурзија, а типот кој не водеше, кој беше како водач, тука е еден познат преведувач, после стана и амбасадор во Москва, Новица Антич. Так. Новица Антич. Убав град Москва. Неверојатно. Ова најдесно е нашата туристичка водичка. Таа беше многу интересна. Ни кажуваше за Лебедово езеро, кое вика инспирација на Пјотар Или Чајковски било ова езеро, а тоа е една баруштина, една нечистотија, едно, вика, сигурно имало огромна имагинација кога можел така грандиозна, нели, да направи. Сега, ќе се вратиме пак на овие стари слики.
Мора да прокоментираме ова фотографија со едно големо име од глумата Раде Шербеджија. Да. Направи како човек е Раде Шербеджија од твоето око? А овде гледаш, тоа не е пиво внатре. Ракија. Ракија во хартија. Тоа кога се врати од Америка ги научи тие трикови таму. Инаку со Раде се знам многу години. Значи негде 82 година, јас на моја 22 годишна возраст играв во представата Лет во место на Унковски и со таа представа прошетавме цела Југославија. И една вечер гостувавме во Загреб, тие во Загреб играа представата Ослободување на Скопје. И да ти кажам, тоа беше за мене шок како млад актер, како човек кој се бави со оваа професија, бидејќи јас овде во Македонија бев навикнат да имаме гардеробер, суфлер, да имаме луѓе кои се грижат околу сценската техника, значи за се да имаше, ти само да се бавиш со своја професија. Тоа беше не омлитавеа тие комунистички години. И после представата на Раде, за прв пат видов една таква величина со Шрафцигер, моторцангли, да ја растуреше нивната сценографија, затоа што ние настапувавме после нив во 23 часот, да кажеме. А таа нивна представа, тоа беше легендарна представа. Значи, Раде Шербеджи играше, после го сними филмот Ослободување на Скопје во Скопје, не така успешно како што беше представата, која режираше Љубиша Ристиќ. И тоа познанство тогаш, значи, тоа беше шок за мене. Сватив дека, уствари, не треба околу мене да се врти светот, туку дека глумата е само една професија која, еве, ти служи за себе изразување, за изнесување на своите ставови и погледи кон светот. И од тогаш, мислам, сам си ги пакувам своите потреби, реквизити, оделото и така, костимите. Така мора горе да кажеме дека на просторите на поранешна Југославија, вие знаете дека многу великани на глумата од Македонија, Петра Парличко, под Ристо Шишков, под поранешна Југославија, Драган Николич, Бата Живиновиќ. Какви впечатлици на вас ви оставија тие луѓе? Па, види, јас имав среќа да работам со таа прва југословенска екипа, нели, NBA, како би кажал. Тоа тие ве научи, нешто се купили нешто. Прво Раде, да кажеме, 93 година кога снима Before the Rain, неговата жена работеше представа во Куманово и тогаш како јас одлучив, бидејќи добив улога кај овој Пепи Мирчевски. Добив улога кај кажи го Манчевски, но тоа ми беше некако мене, јас се знаев со него исто многу години, овој Раде ме замоли, ја бе работи, вика овде у Куманово со Ленко Удовички. После представата ќе играме во Единбург, требаше месец дена да идеме и така ја одлучив да не играм на филмот, да се посветам на таа представа. Представата се викаше Антигона и тоа навистина беше добра представа и гостувавме низ Југославија, низ она екс-Југославија 94 година, а Роман никако не отидовме во Единбург, бидејќи така се. Тие филмови денеска се гледани на тие великани, Раде Шербеджија, Драган Николич. Па тие беа многу едноставни. Да кажем, јас служев војска во Белград, исто преку врски некој отидов таму и бев курир во команда гарнизона и имав можност да гледам 53 представи кои педантно ги евидентира во некои тетратки. А и така имав прилика, нели, покрај Дубровин, каде што работев 3 години во фестивалска екипа, да ги запознам сите југословенски глумци, тие битни. И во Белград исто се дружев со тие, посебно со Лазар Истовски, им беше многу близок. Се дружев со Драган Николич исто, иде во нивното бифе во Ателје 212, тој беше многу едноставен човек. Не беше боем од она приказна што ја знаеме за Зоран Радмиловиќ, например, за Јосиф Татиќ. Тоа беа врвни професионалци, Драган Николи, да кажеме, но многу едноставни луѓе, многу секојдневни, би кажал. Затоа што има огромен талент, не мораше нешто повеќе да прави, да надкомпензира со некои. Том Сојер, 77 година. Да, тоа е многу интересна и култна представа на Кумановскиот театар. Го гледаме Том Сојер, Живко Пешевски со Сламениот Шешир, почина за жал, па Бране Наковски, исто многу талентиран аматер, исто починат, па овој по преден план е Шипе, и тоа е почината. Овие други четворица сме јас, Перо Величковски, Христијан Гугиќ и Никола Стојанов,
Коле, професор по македонски јазик. Значи ова беше многу интересна представа, исто игравме многу пати, ја снимавме за телевизија и ова представа на некој начин мене ме одреди како артист. Значи ова беше битна представа да се втурнам во тие води. Професионално. Одиме понатаму, овде као фотографија, Горан Илич персонификација на Ричард Бартон. Не, тоа е, пака, чекај, дајте крупен кадар, тоа е Драган Илич, брат ми. Драган Илич. Значи, човекот кој подсетува на Ричард Бартон. Па тој во тие години исто многу сакаше да се занимава со глума, може сигурно ќе беше еден многу интересен театарски лик, но судбина натам, нечи. Никад не знаеш како ќе заврши. Животот е таков. Ова е од една представа Ленче Кумановче. После таа култна представа пробавме да направиме една представа, но за жал таа не го доживеа сјајот на првата изведба, инаку мислам дека јас и Вера направивме многу добри улоги. Ова е Досе и Донка, сцената. После многу пати ја игравме вака само како исечок, да кажеме, по повод некакви прослави. А после почнав да играм сам таа сцена, значи ги играм и Досе и Донка во исто време. Легендарни Досе и Донка. Да, тоа е легендарна. Овдека тоа е 78 револвер во раце. Да, комита. А ова е Робот и Агата, Чернодрински, аматерска представа, сценски лабораториум беседа. Така доста интересна представа, многу тоа е таа фотографиста. Многу ликови настапувавме во таа представа. Имавме и кореографии некои. Душко Георгиевски ја правеше првата представа. Да ве прашам накратко, како кумановци тие 70-80 години го доживуваат театарот, го посетуваа ли, беа ли многу привлечни за сите тие ваши настапи? Како беше возивот во градот Куманов воопшто? На твоја анализа. Види, ние тогаш работевме 6 до 7 наслови годишно. Значи, театарот, она професионалната екипа, јас уште не бев професионалец, но игра во професионални представи. Имаше една екипа, значи Нино Величковски, Перо Величковски, Бранко Наковски, Никола Стојанов, Христијан Гогиќ, јас, Киро Петковски беше исто. Значи ние постојано таа екипа од 7-8 луѓе им помагавме на професионалната екипа, затоа што работеа многу наслови, 7-8 представи годишно се спремаа и имавме преку 150 изведби. Многу изведби се должеа на тоа што имавме многу публика, значи кои представите беа организирани, редовно доаѓа од фабриките, од разни здруженија, се гледаше, многу беше интересна таа работа, мислам, сценскиот живот во Куманово беше доста развиен. Ние плюс имавме и сценски лабораториум, тоа е аматерски театар при театарот во Куманово, така да и ние доста патувавме како сценски лабораториум, видевме на фестивали, а 1975 година представа во која играше Миланка Зафировска, се викаше Мајка Храброст, таа представа победи на југословенските театарски смотри. Значи, многу јака аматерска, а и професионалната сцена беше навистина доста јака. Ова е интересна представа, Убавицата и зверот. Да, јас не бев ни убавица, ни звер. Тука долу лежам со Шипе, значи го играв таткото. И со ова представа тогаш имавме задача, бидејќи бевме финансирани од општината, значи тоа време, ние гостувавме по селата. И тоа беше доста интересна работа. Скоро во сите села гостувавме во Кумановска околија. Овде некаде мислам дека во овие села ваму во Липковскиот регион, таму исто бевме многу срдечно причекувани и тоа беше доста сериозна работа и тие како домаќини многу пати знаеа да бидат многу срдечни, многу топли, не пречекуваа, навистина сакаа многу театар. Така. Тоа е од факултетот за драмски уметности. Овде Љубише Георгиевски ми беше професор, ментор. До него е Крсто Јовановски.
моментално тој е пратеник во собранието на Република Македонија, а над него е Владимир Талевски, тој беше градоначалник на општина Битола. Лево од него е Сонја Михајлова, таа е првенка во Битолски народен театар, а овој полево со мустаките е Ана Састановски, сега игра во многу успешен филм македонски Исцелител, што е многу добар актер и пејач. Над него е Маријан Чакмаковски, тој е артист во Прилепски театар и директор долги години, па јас, Мими Таневска, која е професорка на Факултетот за драмски уметности, и десно е Љупчо Тодоровски Упа, тој сега игра во Mocking of the Christ, со Исмевање со Христа, овој контраверзен филм. Инаку артист кој живее во Словенија, на релација Словенија-Македонија, доста патува. Тој веќе подамно е таму. Да. Многу години во Словенија. Може 30 години. Тоа е... Помислам дека е Буба. Да, Љубица Гојковиќ, исто легенда на Кумановскиот театар. Над неја Весна Стојановска, а десно сум јас. Ова е представата Кроер за дами. Во режија на Тодорка Кондова, една комедија. Доста успешно ја направивме. Беше многу интересна. И многу изведби имавме во Куманово. Колку сте имале годишни изведби во тоа време? Па над 150, 160. Голема бројка. Голема бројка, и имаше, да кажеме, и представи кои ги правевме, па не ги броевме, така, кога гостувавме по овие околни општини и така. Ова е исто од една, ова е од Диво месо представата. Шипе е лево од мене, па ја, Илија Струмениковски, и десно Ева Глишиќ, таа половина фаца што се гледа. Горан Стефановски беше писател, нели, на таа представа. Ацо Алексов ја режираше представата. Ова беше драмска представа, доста успешна исто. Има ли на отворено некои представи, господин Илич? Многу представи. Каде се одржуваат тие во Куманово? Така, игравме во комплексот Батко Ѓорѓија, една представа Ништо без трифолио. На комедија многу интересна беше, ама немаше толку дрвија и можеше да се прати. Сега гледам, се е некако оградено, просторот е стеснен за играње и не би сакал да играм така да некој да крши гранки за да ме види. Имавме еден обид да играме на споменикот на горе на Костурница, но не ни дозволија, бидејќи имало доста експлицитни и вулгарни сцени, така објавија, а тоа беше исто голема глупост од тоа време, бидејќи истата представа игравме на могилата на непобедените во Прилеп, што е пандан на ова наша. И таму ни дозволија, овде не, и така, инаку сме играле на отворено во Дојран, во Охрид многу пати, во Скопје, во Штип, па и тука надвор. Горан Илич во улога на генерал подполковник. Не, тука сум некој српски, што би било тука, сержант, некој цајкан нешто. Али тука сум во филмот Трето полувреме. Трето полувреме исто интересен филм беше, играв тука. А таа е симпатична улога доста напред. Инаку неам јас сега овде одбрана од филмови, така случајно грабнав што можам да земам. Ова е една фотографија од Прокопчински. Тогаш ние многу често идевме таму. Да, дори кажуваат некои пешки одреди од Прокопчински. Да, јас сум се враќал еднаш од Прокопчински до да кажеме Бонум, некаде таму има автобуска станица, а и многу пати сме иделе со точаци, со велосипеди, бидејќи такво друштво бевме, авантуристи, со шатори идевме нагоре во некои села кои беа погоре уште од Прокопчински, Јабланица, Воганце, можем риби да фаќаме, ама тоа беше така изговор за да бидеме во природа. Бевме така со авантуристички дух. Таа е една представа која игравме. Ова е во Пионерски дом, а исто надвор од театар. Со ова представа гостувавме во многу школи, игравме во Кратово, Паланка, Свети Николе. Гостувавме во тие градчиња. Во нашите школи сте оделе?
Да, одевме по училишта со оваа представа и со други представи сме одев. Имавме и таква задача, да кажеме, и беше доста интересно. Нови простори, секогаш за глумците тие нови простори се интересни. Јас во последниве години дури играв и во кафиќи овде во Куманово, оној кафиќ Москва, мислам дека. Так. Не Москва, овој Вајар. Вајар. Вајар, а во Москва имав еден неуспешен обид да направиме представа, ма некако ни фалеа пари за да ја завршиме и не можевме. Па играв тука во Кјуб, истата представа. Представата се викаше Аудиенција од Васлав Хавел. Тоа е многу интересна работа. И така, истата представа игравме во Скопје, исто по кафиќи, по така натаму. Еве, после толку години сте во овој занет, ако може така да кажем, колку е, господин Илич, тешко да се биде глумец? Што бара еден млад човек ако сака да тргне во тие води? Што би му вие препорачале? Па види, ако немаш љубов, немој да почнеш со работа, бидејќи ова навистина бара посвета. Ако не си посветен на ова работа, не де факто ова е мој начин на живот. Јас ова не го сваќам како професија и не е ова нешто ново. Мислам, многу пати пред мене некој попаметен од мене сигурно има кажано, но бара навистина многу одрекувања, да не кажам, тоа е на ниво на религија кај нас ставено, да кажеме да се откажуваш од милион овоземни радости. Имам пропуштено многу свадби, многу родендени ради представи, ради снимања, ради некакви мои патувања и многу пати, да кажеме, и таа најблиска околина не знаеле да го препознат дека тоа навистина не можам против тоа. Мислам, не можам да откажам представа. Јас за мои 35 години театарска дејност немам ни еден ден боловање. Значи сум знаел на премиера да излезам, доктор да чека доле, ми ударе инекција, се качувам на сцена, температура, не знам, сум бил болен, нели? И одигрувам представа. Ова е многу интересна фотографија. Тоа е една култна представа. Значи ова е многу битна представа, се вика Game Over. 92-а почнавме да работиме во театар на Ќумбет, на Шпорет, оној Ќумбет, бидејќи немавме струја, тогаш изгоре горе трафостаница, а ова представа е култна заради тоа што ова е прва постмодернистичка представа во Македонија и со ова представа освоивме многу награди. Кај да го прикажеме ова? Да, бидејќи тоа навистина беше многу чудна представа, многу тогаш земав и награда, нели, за најдобар артист 93-та година. И тоа беше навистина. Колку имате награди во вашата богата кариера? Па имам, да кажеме, во прилет, да, имам 2 награди главни, а имам и некои кои ми се поважни, оние неземени награди, да кажеме. Еве, тоа ќе го прокоментираме. Кога се случи непријатна случка, ќе ни раскажете вие. А тоа ова мислам дека беше следната година после Game Over, откако ја земав наградата, жирито постапи доста калкулантски, бидејќи таму навистина бев следната година исто бев многу добар, може и подобар од претходната. И председател на жирито беше познатата македонска актерка Мери Бошкова и таа многу, овде има фино напишано, дека многу сакаше и инсистираше таа јас да ја земам наградата и им кажа вака, или Горан или ќе ја земе, тоа овде ако може да фати камерата, нешто, ама добро, еве вака, дека без награда на не може да остане Горан Илиќ, во ликот на Луков и така натаму. И таа демонстративно го напушти гласањето и си отиде во Скопје. Значи, тоа за мене, бидејќи една Марија Бошкова, Мери Бошкова да направи таков еден преседан, тоа навистина нешто значи и за мене тоа е исто една, не знам, потврда за моите, не знам, глумачки квалитети, би кажала еден. Еве, вашата сопруга е иста професија, ви дава ли подршка сето вие што го работите? Нормално, види, тоа е и големо олеснување за мене, бидејќи двајцата сме во иста работа, знаеме да бидеме... Се дополнувате? Да, многу пати знаеме и да си помагаме и да бидеме критични еден кон друг, понекогаш и повеќе што треба. Иако понекогаш и тешко
да сте двајца во иста, бидејќи не дај Боже кога нешто лошо се случува, им се случува на двајцата. Ова ми е од еден филм. Имав среќа во втора година на академија да добијам главна улога во филмот Слана во цутот на вадемите. Ова е Васе Василевски, тој е камерман, инаку директор на фотографија, починат одамна. Ова исто беше филмски се снимаше, мислам со филмска камера. И тогаш за прв пат се видов јас на кога ги донаса филмовите, кога се развива, и толку бев разочаран на себе, бидејќи немаше тон, нели се снима тонот, после се лепи на ова. И реков, не, ја ова нема да се занимавам со оваа професија, види како не може. Малку беше чудно. Да, многу чудно ми беше, не бев задоволен од себе. Арно после кој излезе филмот видов дека ствари не е така лош. Сега да го споменем и вашиот син, тој неодамна беше овдека, оди по вашите стапки. Да. Сега на него му е потребна ваша подршка, веројатно вие му давате. Па видиш, се што се однесува до тоа стручно, има подршка. А она за пробивање, навистина го оставам сам. Нека се пече. Мислам, ова е зошто сум останал јас во оваа професија 42-3 години. Сам си се борел. Па сам, мислам, постојано кога ќе се качам на сцена, нема тетки, нема војни, нема политичка, не знам, провиниенција или некакви секташки членства. Тука не важи ништо од тоа. Или си талентиран, или те сака публиката, или не. Кога ќе се крене завесата, родената мајка не те сака. Ти треба да ја освоиш публиката. Треба да ти верува и тоа што го кажуваш да биде релевантно, битно, шармантно и неповторливо. Значи, затоа е опасна оваа професија и не можам, мислам, јас само би му направил мечкина услуга. Ако тој, еве сега игра во една најнова представа, која режираше Кети, мојата сопруга, бидејќи добивме некакви средства од Министерството, и таму е навистина брилијантен, е многу добар. Ако успее сам да се проби, нека се проби. Мислам, греота е да го туркам некаде ако не го била. А мислам дека го има ли според вас таленти во Куманово за глумата? Многу. Куманово е многу интересна работа, да кажеме за глумци, овде врио таленти. Овие чудни пресеци, патишта, мешање на разни култури, мешање на разни истории, неверојатна историја Куманово има. И тоа допринело да се раѓаат многу јаки индивидуи. Кои ќе се родат многу јаки индивидуи, тоа е една голема предност во патот за постигнување на такви глумачки или артистички успеси. Но за голема жал таа јака индивидуа тешко е припитомлива и тешко може да се стави во некакви рамки. Кајде кажи зошто ние имаме прекрасни, да кажеме, таленти во спорт и во музика и во, а ние не можеме да направиме. Ние сме Куманово како град единствени во Европа што имаме 2 олимпици во бокс. Тоа го нема никој. И тоа покажува дека ние како град вредиме на ова пошироко подречје. Па навистина тоа е така, но зошто екипите ни се слаби? Тие индивидуи многу тешко се, значи, таа отвореност на Куманово понекад, ајде, во наводници и препотентност, бистрина, ова, мислам, види Куманово и Кумановци, тоа е естетска категорија. Зошто е естетска категорија? Не може секој да биде Кумановец. Кумановец треба да имаш дух. Треба да си стално ведар, да си расположен, да знаеш да... Ама тоа најчесто знае како контраефект да ни се врати, затоа што многу пати непотребно сме духовити. Кога ќе сме во, да кажеме, во некои други средини и сега ради тоа наше, не знам, негување на таа индивидуалност, знаеме да упаднеме во непријатности. И тоа не е од оваа генерација, тоа е дефинитивно за Кумановци, тоа важи 200 години, 300. Ево да го прокоментираме вашето прво интервју кое со задоволство го раскажувате од новинарот Трајан Мартиновски. Тоа навистина е прва или втора година бев на академија, ова е студентски, како се вика, студентски збор ли? Да, студентски збор. И тоа беше навистина доста популарен весник. Излегуваше во, не знам, 20.000 примероци може. И тогаш ме поканија да дадам интервју, тука нешто се бунтувам против професорите кои... По марксизам.
Па да, марксизам, па ја изгубив година од марксизам. Зошто не сте го сакале марксизмот? Види, тогаш јас полека станував звезда. А тие предавања по марксизам не ги држеше Димитар Димитров, подоцна ми стана министар тој, и на култура, и за образование беше едно време, тој е таткото на овој Димитар Димитров, сега министер за надворешни работи. И со него после станавме големи пријатели, ама не му идев на предавање, бидејќи играв во Македонски народен театар, имав 4-5 улоги таму. Потоа играв на филм, па играв во тоа време играв во серии, и бев популарен, реков, ајде марксизам, тоа се подразбира дека ќе ми пише некоја оцена така. Не, овој се заинати. После месец дена, после губење на година, исто изгубив година и таму, добив 10-ка. Таа е. Браво. Па браво, ама тоа... Сега да го отвориме ли овој сев со пари или... Не, ајде да видиме што... Стварно ја не знам што има тука. Али вака, заправо. Ајде, пробајте. Видејќи овие... Нема долари, Доларес. евра. Видиш ова. Ова е една... ова е многу важна работа за мене, да кажам, како артист, надвор од думот, вака. Затоа што покрај тоа што има во Куманово одиграно преку 100 представи, негде околу 30-40 представи имам одиграно наслови надвор од Куманово. Значи ова е една од тие, во некоја со Македонски народен театар копродукција и нешто такво. Значи, Ова фотографија, само момент, ме подсетува на Венеција. Да. Точно. Да, бевме, па види тоа, првата моја, да кажам така, со кети излегување надвор беше во Венеција, значи ние така страствено почнавме како, овој вестник би го покажал, бидејќи ни направија, вака, сега ти имаш поголемо искуство. Значи тоа беше, добро, тоа е од... Антипатија, симпатија, па на крајот љубов. Тоа сакам да ти кажам. Тука знаеш зашто пише. Овде сме мостот на воздишките позади. Значи како е во Венеција? Па ја фатив на финта, викам сега ќе те водам у Венеција, мислам која женска не би сакала едно 10 дена таму се. Бевме уствари у Лидо ди Јесоло, а идевме можда секој втор ден во 5 пати бевме во Венеција. Убаво место во секој случај. Па, тоа е светски култно место, тоа. Види, тоа што она вика антипатија ована. Тогаш јас имав некоја награда исто и бев на телевизија и таа кога ме видела вика овој ли е глумец, бе, видиво каков е, никаков ова она. И дојдоа тие гласини до мене и јас реков, сега ќе видиш. И го употребив овој наш познат кумановски шарм. 2-3 трика мои испробани и малата Венеција. Падна. Тоа е. Овде исто во вестник тука е со Давид Илич, син ми имаше вака. Тука позади не се гледа баш добро, ама Имаше ли Давид афинитет пример за спорт, за некоја друга грана? Да, многу сакаше кутри да стане фудбалер, па тоа беше, значи толку сакаше, арно ама еден ден гледа утакмица и вика, извини, вика, колку време и трае една утакмица? Па ја му викам, сат и половина, значи 2 полувремења по 45 минути, и има пауза 10-15 минути. Па многу трчато, ја ќе бидам резерва. И не успеа ништо во спортот, не. Добро, во секој случај интересни фотографии. Ова е некој тие награда. Да, тука исто театар, некоја представа. Да. Од театарска представа. Господине Илисем, глумата што најповеќе гледате во слободно време? Гледате ли спорт или некои други активности? Па што ве привлекува најповеќе? Види, политиката е неминовна, бидејќи мора да си буден, бидејќи тоа е тоа, но искрено да кажам, избегнувам да полемизирам, избегнувам пошто овде кај нас многу се поларизира работите, многу станаа вака и фала му на Господ што ми дал некој талент и трина која сум ја научил тука на пазар кај нас, да
да не сум член на ниједна партија толку години, а имам повремено симпатии кон некакви си политичари, но генерално кон политиките на ова не би кажал, бидејќи страшно е ова земја. Од спорт што гледаш? Па од спорт гледам и NBA кошарка, многу сакам да гледам кошарка. Сега главно ме интересира овие српските звезди што прават таму. Има и од Србија, од Хрватска, еве сега Дончич од Словенија. Да, Дончич исто многу интересен. Го пратам Јокич, сега Бјелица отиде со него таму во Сакраменто се овие со Богдановиќ. Богдановиќ и Бјелица, вамо Денвер. Исто кажи го тенис. Тенис никогаш не сум го видел во живот Џоковиќ и тоа ми е желба. Сакам да се запомнам. Ајде да направиме напори да го донесеме Џоковиќ следната година во Куманово ако успееме. Јас не знам дали Драгослав Шекуларац е жив. Жив. Тој ми е пријател мене, бидејќи во Белград кога служе војска, јас бев во Хумска 2, тоа преку пута Партизанов стадион. Има една синтагма Шеки мајсторе. Шеки мајсторе. А Шеки доаѓаше нон-стоп во тој тениски клуб на Партизан беше и тука има неколку овие тениски игралишта, тоа беше престижно место. И јас се запознав со него и после почнавме да се дружиме. И јас неколку години поминав на релација Куманово Белград, малку и работев таму. И мислам дека тој се знае со него, ако може преку него некако би ми било, не знам, тој во Македонија нема никогаш дојде на Џоковиќ. Тоа знам сигурно, бидејќи сум го прашал Шекуларац. А би било добро, интересно. Големо име. Големо име. Дури него го сврстуваат сега според некои истражувања меѓу првите 10 спортисти на сите времиња на светот, што е многу голема работа за Џоковиќ. Да, може. Тоа може, тоа е исто многу интересно. Како ти го објаснуваш тој човек е како спортист феномен? Тоа е исто неверојатен тип, значи кој со многу ѓаволи, со многу проблеми се занимаваше. Значи многу закачки имаше од страна. Значи тој не е само спортист. Тој и се бори против публика, гласноговорник на едно поднебие, не само на Србија. Затоа го сакат и македонците, дури и хрватите, да го сакат и бугарите. Значи тој докажува дека и од овие балкански простори може да се биде број еден. Со сите проблеми, не само публика, тоа се суди, тоа се менаџирање на тие турнири, знаеме колку пати ќе му дадат некои термини да игра, кои навистина се така, не знам, проблематични, или ќе му дадат кога е најголемо сонце, или кога е, не знам, доцна навечер. Или кога е многу влага. Многу влага и тој сепак е докажува дека може. Ако тој докажува дека може, тоа значи дека и ние можеме. Јас исто не да спомене дека културата и спортот се најдобри амбасадори на земја. Да, сигурно. Значи ние неколку пати како Куманово имаме гостувано, да имаме белешка за имаме во Аргентина патувано, тогаш требаше за Франкфурт прво да одиме со наши пари. Немавме скоро никаква, тоа се авионски. Ова е сумата $6,000, кога доларот беше 70. Овде репрезенти на македонскиот театар со пари од сопствениот джеп. Овде сме биле во Аргентина, тоа е Кордоба, значи тоа е втор град по големина во Аргентина и навистина отидовме со своји пари. Значи го ставив станот под хипотека на овие улични дилери што продаваат девизи тука. Земав пари. Ова како да сте на стадионот на Бока Јуниорс. Бока Јуниорс не, Рио Плате. Ривер Плате во Буенос Ајрес, таму не влеговме, многу сакавме да влеземе, иначе ние бевме во гости на Белграно. Значи таму има еден во Кордоба. Тоа е убаво градче. Играа тогаш Бока Јуниорс против Ривер Плат. Не, против Белграно. И Бока Јуниорс навива за Македонија. Сами направивме имаме видео снимка од тоа, ги натеравме да извикуваат Македонија. Тогаш исто имавме проблеми или со името, со грците и тоа. Ова фотографија можеби најнеобична од сите овие денеши што ги презентиравме на гледачите. Ова е лов на дивеч. Во нечи двор. Ова едно прасе. Тоа е прасе, значи да се испереш. Не, ова мало прасенце е синоним на наше дружење.
Ние многу пати овде во Куманово знаеме да изедеме едно такво интересно животинче, многу интелигентно, ама што да правиме, тоа ни е во традицијата. И ова наверојатно, ова кај Чуке, другар ми, овој идниот кошаркар, тогаш бевме во средна школа дома, а тука ова е тоа нема да погодиш никош кадето. Тоа е на кисела вода. А ова од џукилистички период на Горан Илиќ. Тука сум бил и пушач, неколку години пушев. И видиш траперки од вакво трст. Ова се фармерки од трст. Фармерки од трст, кога идевме за 2 пара фармерки и 2 мајчиња. Се качите у воз и на една нога до трст. Многу пати ние спиевме на Нова Македонија, баш најголем вестник беше, и дури и доле сме спиеле, ајде, во едно купе по 8, по 10 души, под горе на оние рафтови за куфери беа, исто беше многу интересна таа работа. Не знам, тоа повеќе беше мода, повеќе беше начин на живот, отколку потреба за тие фармерки. Значи се носеа супер рифле, или рајфл. Бакот имаше, бакот. Да. И Леви Штраус, кој ќе дојдеше до Леви, беше премија. Да, премија. Па Карера после се Па да, се одело и со воз на Партизан, Звезда. О, да, тоа исто на една нога се стои до Белград. После почна организирани овде превози, превози и луѓето патуваа, така имаше интересни работи. За кого ги Горан Илиќ навива? Како? Звезда или за Партизан? Ти си партизанот, си. Јас сум звездаш. Добро, и јас сум звездаш. Не, мислев дека знаеш дека навивам за Звезда. Па тие на некој начин исто многу ми беше битно тие години. Инаку во Белград, кога се вртев низ Белград, често идев кај Капиџиќ, кој има кафиќи, имаше капоња, 10-ка, а и кај Павловиќ идев, тој имаше црвено-бела 4-ка, мислам, или така нешто. Да, Цетрахалф на Црвена Звезда. Тој беше Хауф, во Хауф линија Павловиќ, Дојчиновски, Кленковски. Так. Потоа напред играше Богичевиќ, Џајич, Антониевиќ, не, Антониевиќ, Лазаревиќ, Остојиќ и Џајич. Так. Значи, Дујкоvić беше Ратомир Дујкоvić, Ѓорич Јефтиć, па Павловиќ, Дојчиновски, Кленковски, Антониевиќ, Ачимовиќ, Остојиќ, Лазаревиќ, Ачимовиќ и Џајич. Да, Богичевиќ подоста влегуваше. Подоста, тој беше халф линија. Да, подоста влезе, тој беше ова со Дојчиновски. Така, доста интересен фудбалер Богичевиќ, со оно е. Да, тој беше многу и корпулентен и знаеше свој глав и интересен вака. Исто него се имам запознаено. Тој сега живее во Америка, мислам. Не знам. Да, ние идевме секоја година на Стерино позорје во Нови Сад. И многу често, сега не ми текнува како се викаше тој тренер на Бошков, мислам. Вуедин Бошков. За жал сега починат. Да. Тој ги носеше во Нови Сад на припреми и стално бевме во исти хотели сместени, подејќи тие театарски игри траја 10 дена и тогаш се имам запознаено со нив. Да не одиме подлабоко, може би ќе најдеме пари. Па може и нешто да се деси, тоа би било добро. Чекај да. А тоа е мој братучет, Лепи Цаке. Да. Тоа беше вообичајна работа. Да ни пратат Лепи Цаке. Еве, полека, господин Илиќ, да го привршуваме нашиот разговор, скоро еден час зборуваме. Може да испратите вака една јасна порака до граѓаните на Куманово во пресрет на големиот празник, да ве честитам на Емирската награда на град Куманово. Благодарам многу, а исто и вам да ви ја честитам, бидејќи ова случајно. Ние сме добитници. Ова не е случајно. Не, сакам да кажам дека ние договараме за емисија пред да бидеме инаугурирани и номинирани и прогласени. Ова случајно се случува и добро, тоа е, нели, случајните случаи случајно се случуваат. Еве, сосема при крајот, како може Горан Илиќ да го опише својот живот ни сите овие години во глумата, многу сте имали турбуленции и сте некогаш размислували да се откажете, меѓутоа вашата упорност придонесе и вие и понатаму да бидете присутни на сцената.
Сте имале тешки моменти. Да, секако. Види, прво со моето вработување во Куманово, значи, јас требаше да бидам вработен во МНТ, Македонски народен театар, и тогаш беше жив Ристо Шишков и имаше место за мене. Так. И ми кажа, чекај, ќе распишеме конкурс и тоа се почна да се одовлекува, и јас немав средства да живеем во Скопје, бидејќи главно се финансирав сам и решив да дојдем во Куманово, бидејќи тогаш и Шипе беше тука, тој беше пресуден во таа моја одлука. После откако завршија тие мои патувања, Шведска, Белград, неколку години траја, направивме многу добар тим во театар и почнавме да правиме многу јаки представи и со доаѓање на Сашо Миленковски како режисер тука, тој успеа да не придвижи вака, да не етаблира како квалитетни глумци, ние почнавме да веруваме во себе. После дојде Љубише Георгиев, исто тој направи 7-8 многу добри режии во Куманово. И тоа беше исто, тогаш неколку пати добив понуда исто од Драмски и од МНТ да одам во Скопје. Абе дојди си во Скопје. Арно моја бидејќи имав живеено и во Штокхолм и патувано неколку пати до Париз, кога ќе зборуваш за од Париз визави Скопје или визави Куманово, тоа е сеедно дали си во Скопје, дали во Куманово, а поготово и кога ќе имаш добар тим, добра екипа и одлична поддршка, тогаш имавме прекрасен директор Томислав Спасовски, кој за жал сега починат исто, тој многу пати знаеше да ме повика кај него и да чуе што мислам јас како млад артист, да му дадам некој предлог и тој многу слушаше. Тоа беше, тој знаеше да ги реализира тие наши идеи, да донесеме млади режисери, млади артисти и тоа беше многу битно. Многу е битна таа верба во себе, али треба и некој да ти ја потикне, да едноставно да знаеш и да си направиш, како вика тој environment, еден безбеден простор, да обезбедиш луѓе кои ќе ти веруваат и да ја тераш својата идеја. Значи, многу е битен тој тим, а тимот многу зависи од тоа да знаеш и ти како индивидуа да се приклонуваш и да знаеш многу пати и да имаш гениални идеи, ќе мораш да попуштиш заради тоа општо добро, кое ќе знае после да ти врати. Нели? Многу е битно да знаеш да не си сам. Да. Значи да си во екипа, да си тимски играч, бидејќи сам си лесен за отстрел. Дури и орелот сам кога ќе лесен е, мислам. Може. А кога си во јато, имаш шанси да бидеш промашен. Така. Еве, идната година славиме еден голем јубилеј, 500 година постоење на Куманово, еден голем празник за нашиот град. Верувам дека ќе биде убаво и весело. Па се надевам, бидејќи тоа е така еден добар повод за убав јубилеј. Има некои најави дека тоа ќе биде така интересно, дека ќе има и тежина некоја, нема да биде само, не знам, некоја лесна забава. Добро е што гледам дека тука околу таа идеја се собират многу кумановци кои се надвор од Куманово и се надевам дека и театарот ќе има некаков бенефит, што мене ми е многу важно, бидејќи еве сега покренав цела една лавина од представи, би кажал, со тоа театар студио, каде што млади артисти кои немаат шанса да заиграт некаде, еве јас ги собирам околу мене со сопругата и имаме сега едно солидно јадро за да можеме и да патуваме низ Македонија. Ова година 2-3 пати еве ми го дадоа и автобусот од општината, што е голема помош за мене, бидејќи се представуваме во други краеви, други градови низ Македонија, ја промовираме таа кумановска култура, која мислам еве сега се буди. Може и за крајот еден стендап од вас. Стендап да станам. Не може. Вика, народе, крите ги кокошке, идем глумци. Ето, тој било некако, да кажам, некоја парола во среден век. Бидејќи овие глумци кои биле надвор од замокот, значи морале се да прават, дури да крадат кокошки, за да преживеат. Сега ние не сме, главно се заштитени сме во институции. Так. Има и надвор од институции, но
добро е, се уште имаме добра поддршка од државата. Се уште државата мисли дека културата е битна работа и тоа, а стендап, па ќе ослушаме Сашко Коцев некој ден. Тој е еден од тие мои ученици кои успел во животот. Ви благодарам, господин Илич. 64 минути, мислам дека доволно беше. Меѓутоа, можеби насловот требаше да биде бурниот живот на актерот во Куманово, или ќе сгрешам? Не смеам ја многу да зборувам за тие бурни моменти, бидејќи тоа е сега. Било и поминато. Па, било поминало, на многу работи така и не се сеќам. А многу работи сум ги потиснал, пошто тоа е тоа. Интересно е да се биде овде, интересно е да се живее во овие бурни времења, како викат они, дај ми Боже да живеам во интересно време, затоа што кога се е во ред, онда нешто не е во ред. Најголемите умови и најголемите откритија по мене се направени не во Ренесанса, кога твори Леонардо, Микеланджело, Рафаел, туку пред тоа, кога ние за тој период викаме мрачен среден век. Не, тогаш се родила мислата, а реализација била подосна. Затоа и овие бурни години со распад на Југославија, со Македонија ќе биде, не ја видува, тоа е доста интересно. За Ви благодарам, господин Илич. Еве, почитувани гледачи, тука е некаде и крајот на нашата емисија. Имате пријатен ден со нашата програма.